Денеска православната црква ги празнува светиот Ефрем патријарх Антиохиски и преносот на моштите на свети Теодор Стратилат. Светиот Ефрем патријарх Антиохиски. Во време на византискиот цар Анастасий, Ефрем бил војвода на источните страни. Им бил познат на сите поради својата голема побожност и милосрдие и поради тоа многу бил почитуван. Кога требало да се обнови Антиохија, разурната од земјотрес и оган, царот го одредил Ефрема, војводата, да раководи со таа работа. Ефрем ја исполнувал својата должност со прилежност и љубов. Меѓу обичните работници бил и некој епископ кој од непознати причини го оставил епископството и работел како обичен работник и никој не знаел дека тој човек е епископ. Еден ден тој човек прилегнал да се одмори од тешката работа со останатите работници и заспал. Војводата Ефрем, погледнувајки, видел огнен столб како се издига од тој човек па се до небесата. Зачуден и вџашен, Ефрем потоа го повикал човекот и го заколнал да му каже кој е тој. Човекот долго се притеснувал, но најпосле признал дека е епископ и му прорекол на Ефрема дека наскоро ќе биде посветен за патријарх Антиохиски. И навистина, во тие денови Ефрем бил избран и посветен за патријарх. Поради неговата добрина, чистота и ревност за христијанството, му се дало од Бога голем дар на чудотворство. Еднаш, за да го убеди еден еретик дека христијанството е вистинито, го ставил во оган својот омофор, а тој се молел на Бога. И омофорот стоел во огнот 3 часа и останал неоштетен. Видувајќи го тоа, еретикот го фатило ужас и ја отфрлил ереста. Свети Ефрем умрел во мир во 546-та и се преселил во Царството Божјо. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи,
моливи спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославјаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси нас. Пренос на моштите на свештеномаченикот Теодот Стратилат. Овој светител се празнува на 8 февруари и неговото житие е таму опишано. На 8 јуни пак се празнува преносот на неговите мошти од Ираклија во Ефхаид. Така му заветил свети Теодор при страдањето на овој свој слуга Вар, телото му е рекол, положи го во Ефхаид на имотот на моите предци. Свети Атанаси Синајски го запишал ова чудо од иконата на свети Теодор. Во местото Караст во близина на Дамаск имало една црква во чест на светиот Теодор Стратилат. Кога сарацените го покориле Дамаск, една група сарацени со жените и децата се населила во таа црква. Над зидот имало фреска со ликот на светиот Теодор Стратилат. Еден сарецин пуштил стрела и го удрил ликот на светителот во лицето. Одеднаш крв потекла од ликот. Наскоро, потоа целата таа група сарацени изумрела тука во црквата. Свети Атанаси вели дека тој лично бил во таа црква, го видел ликот на светителот над зидот и трагите од истечената крв. Достојно е